أي قلب ضمه الصدق بشوق، أي هم ينجلي عند الشروق، أي حزن يتوارى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Благодарност му припаѓа на возвишениот Аллах Азза ва Джел и нека е салават и селам на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, на неговата фамилија, на неговите асхаби и на сите оние кои ги следат во хаир и добро све до сунниот ден. Последно што стигнавме или што завршивме претходно беше до 16-тиот аjet од суратул Бакара. До кои аети зборувавме за некои својства на третата категорија од луѓе, која е од најопасните категории, а тоа беше својства за или на мунафиците. Денеска со Аллахова дозвола продолжуваме со 17-тиот до 20-тиот аjet од ова возвишена сура, која исто така зборува за мунафиците, но ни дава два примери за состојбата на тие лицемери. Па вели возвишениот Аллах Азза ва Джел: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. Нивниот примерот на мунафиците е како примерот на оној кој пали оган и кога огнот ке го осветли просторот околу него, Аллах ке им го одземе светлото и ке ги остави во мрак, па ништо не гледаат. Глуви, неми и слепи се тие. Поради тоа не можат да се повратат кон вистинскиот пат. За уште поголемо појаснување, аетите продолжуваат да наведуваат примери за овие групи, откривајќи нивната вистинска природа, нивните превртувања и нивното колебање, за возвишениот Аллах Азза ва Джелле да ни ја прикажи нивната состојба уште појасно и поочигледно. Вели Ибн Каthир рахимехуллаху таала: овој пример во овие курански ајети покажува дека возвишениот Аллах Азза ва Джел ги споредува лицемерите во нивното заменување на упатството со заблуда, ги споредува со човек што пали оган. Кога човек е во пустина или негде е сам, во темнините на ноќта и палит оган, додека огнот светел, тој има полза од него, има корист од тој оган, ја гледа околината, ја согледува неговата десна и лева страна и се користи како за топлина. Па во таков случај и во таква ситуација човекот чувствува спокојство и смиреност. Но штом огнот изгаснал, тој паднал во длабок мрак, каде не гледа ништо и не наоѓа пат. Затоа и не се враќа на она што порано го имал. Така е, вели Ибн Каthир, и со кого? Така и со лицемерите. Тие ја заменија вистината со заблуда, го засакаа гревот и заблудата повеќе од упатството и повеќе од Аллаховото задоволство. Па во овој пример, прво имаме доказ дека овие мунафици прво верувале. Што значи имаме неколку врсти на мунафици. Имаме мунафици кои од самиот почеток се неверници. Од самиот почеток. Но имаме и такви мунафици кои прво влегло искриот иман во нивните срца. Ове го преноси исто така Фахруддин ар-Рази во неговиот тефсир, пренесувајќи од Судди, кој вели: ова споредување на возвишениот Аллах Азза ва Джелле за мунафиците со тој човек кој запалил оган е во целосна согласност. Зашто тие со верата најпрво стекнале светлина. Мунафициве, прво со иманот нивен и со верувањето, прво стекнале светлина.
A potom so licemerijeto ja ugasnale ta svetlina i padnale во голема заблуда. И во голема забуна и сомнеш. И немат велит по-голема забуна и заблуда од забуната и заблудата во Аллаховата вера. Па Аллах Азза ва Джелле велит, нивниот пример е како примерот на оној кој пали оган и кога огнот ќе го осветли просторот околу него, Аллах ќе им го одземе светлото. Значи, Аллах му го одзема она од што тие имаат корист или она од што им носи корист, па ги остава во она што им носи и штета. А тоа е огнот и чатта, а воено и казната од возвишениот Аллах Азза ва Джел. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ и ги остави во темнини. А кои се тие темнини кои Аллах Азза ва Джел ги остават? Нивното неверство, нивниот сомнеш и нивното лицемерие. لا يبصرون и тие не гледаат, што значи не наоѓаат пат кон никакво добро, ниту пак го препознаваат. И покрај ове, велит Аллах Азза ва Джел, суммун, тие се глуви. Не дека не слушаат, туку не го слушаат оне што е хајри добро. Букмун, тие се неми, не изговараат оне што е корисно, лишени се од секаков хајри добро. Умјун, слепи. Како слепи? Слепи се во нивната заблуда и слепи се во нивните срца. Како што Аллах Азза ва Джелле вели, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارِ وَلَكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Велит Аллах Азза ва Джел, на вистина не се слепи очите, туку слепи се срцата кои се во градите. И ова е многу битен курански ајет. Кога ќе видиш денеска многу кои повикват во далалет, кои повикват во заблуда, кои настрана торгаат и Куран и веродостојни хадиси од Мухаммед саллаллаху алейхи веселем, кои се базираат на нивни идеологии, на нивни мислења. Све фоллеет настрана. И се базираат на нивниот батил. И ќе видиш дека нивниот батил и нивните лаги се јасни како ден. Но тие не го гледаете, а зошто? Затоа што Аллах Азза ва Джел им ги ослепил нивните срца. Аллах Азза ва Джел им ставил перде на нивните срца, па никако нема да го препознаат правиот пат, а камоли да биде на тој пат. Велит Ибн Каthир рахимахуллах, овој ает ја објаснува суштината на лицемерието. Светлина од иманот и верувањето мој да им дојде до ними. Но тие ја продаваат зашто? За заблуда. Па Аллах Азза ва Джелле ги остава во темнина без да можат да најдат пат и без да побараат опрост. И без да се вратат кај возвишениот Аллах Азза ва Джелле. Потоа Аллах субханаху ва таала не го дава и вториот пример за мунафиците, вели субханаху ва таала во 19-тиот ајет: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Велит Аллах Азза ва Джел, или примерот нивни, значи тоа е други пример на мунафици, или примерот нивни е како примерот на тие, што за време на силниот пороен дожд од небото, кој е придружен со темнини, татнежи и молни, и поради громовите ги ставаат своите прсти во ушите своји, плашејки се од смртта, а Аллах ги опфача неверниците. Велит Ибн Каthир рахимахуллах, ова е уште еден пример, што Аллах возвишениот го наведува за друга група лицемери. Оние кај кои понекогаш им се појавува вистината, а понекогаш паѓаат во сомнежи и во двоумење. Нивните срца во моментот на нивниот сомнеш, неверство и колебање, Аллах Джелешану ги опиша со зборовите ке сајибин, како пороен дожд. Велит Аллах Азза ва Джел, или примерот нивни е како примерот на тие, што за време на силниот порој од небото, кој е придружен со темнини, а повторно кој се што е таа темнина? Тоа е нивниот куфр, неверство, сомнеш, кој е придружен со темнини и татнежи, а тоа е она што ги вознемирува срцата и внесува страв, пошто природата на мунафициве, природата на лицемериве
e teja što postojano se vo strah i vo panika. Vezan se plašat. Kako što Allah Azza wa Jalla veli, jahsebune kulle sajhatin alejhim. Sekoj krik i sekoj povik misle deka je protiv njimi. Sve što će se desiti, će se napraviti, sve misle deka je protiv njimi toliko što se plaše i što Allah mu ima sadeno strah vo nivnite srca. A na drugom mjestu veli Allah Azza wa Jal, وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ. Opišuvajući ga Allah Azza wa Jal veli, tije munaficite se kolnat vo Allah deka na vistina se tije vaši, a tije nese so vas, tije nese vaši, tuku se narod koji preterano se plaši. Vaka Allah Azza wa Jal i ima to pišano na munaficive. Tije se narod koji preterano se plaši. Koga bi našli nekakvo zasolnište, ili neka peštera, ili pak nekakva jama, za da se zaštita od vas, da se zaštita od vernicite, tije tamo sa trčanjem bi podbrzale za da se priklonat i da se zaštita. Ova situacija je posebno koga vernicive se na vlast. Posebno koga vernicive imajet snaga. Velit Allah Azza wa Jal, يَجَعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ السَّوَائِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ. I poradi gromovite, poradi strah što go imate i što go posjedovate, gi stavate svojite prsti vo ušite svoji, plašejki se od smrta. Vnimatelni se pazet, no to nivno pazenje ne im koristi ništa, zato što Allah Azza wa Jal so svojata moć gi opfaća od site strani i tije se pod njegova volja i pod njegova odredba. Velit Allah Azza wa Jalla vo drugi kuranski ajet, hel etake hadithul džunud, Fir'auna wa Thamud, bel illadhina kafaru fi takdhib, wallahu min waraihim muhit. Velit Allah Azza wa Jalla, da li stigna do tebe, o Allahov prateniku, vesta za vojskite, za Faraonot i Thamud, narod na Salih. No nevernicite i ponata mu negirat, a Allah gi opfaća njih od site strani. Potom ako produžu ovoj primjer, ovoj vtor primjer vozvišenja od Allah Azza wa Jal, i veli vo 20 od ajet, يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Samo što negi zaslepi molnjata. A što je teja molnja? Velet molnjata poradi svojata silna svetlina i intenziven sjaj, reći si im gi odzema očite i gi zaslepova zašto nivni od vid je slab. A suštinata novi primjer, velit Ibn Kathir rahimahullah, silnata svetlina je tokmu svetlinata na Kur'an, na Allahovi odgovor. So site njegovi jasni dokazi i silni argumenti koji pravat vistinata da vide sosema očigledna i jasna. Ova svetlina od Kur'anot, ovi dokazi se toliko silni i jaki što nivnite slabi i bolni srca ne može da podnesat. Munaficive nemoj da go podneset Kur'anov. Posebno ako se zborvit njegovi od prevod ili njegovi od tefsir. Mnogo onimi, za da se pravde deka go sakaj dinov, ča vidiš deka sakaj samo da slušajet Kur'an. Ama ako dojd za da se zborvit za Allahova vera ili da se objasni što Allah Azza wa Jalla, te ne saka da go slušat. Kako što veli talačno, sve je protiv njimi. Cel Kur'an od početok do kraj je protiv ovije munafici koji ne sakaj da go slušat Allahoviot ili da go razberet Allahoviot govor. Koga i da im svetne ova svetlina, tije ke trgnat po toj pat, a štom ke ostanat vo mrak, zastanuvat. Odnosno, koga pred nivke se pojavi svetlinata na vistinata i koga ke blesne vo nivnite srca, tije pravat nekoliko čekori po toj pravec. A to je bio pravec na Kur'an, svetlinata na Kur'anot. No ta svetlina ne se vkorenuva vo nivnite srca. Zašto? Zato što nivnite srca se obvitkani so somneži, so licemerije i so neverstvo. Tokmu so ta temnina koja Allah Azza wa Jalla nije spomna. A da saka Allah bi im gi odzel i sluhot i vidot. I ove stroga zakana od vozvišenja od Allah Azza wa Jalla. Allah na vistina može se. Odnosno, Allah Azza wa Jal je ono što ima moć da go sprovede ona, so što im se zakani na ovije licemeri.
Затоа тие треба да се плашат од Аллаховата казна и од неговата одмазда, било тоа да е борзо или пак и да дојд подоцна. А военно, ова е и наша поука и порака, за да не бидиме од својствата на овие мунафици. Или Аллах Азза ва Джел да ни сочиват од вакви својства на мунафиците. Овие бреча бе, колку ајати што зборува за мунафициве? 13 или? Колку ајати зборува за мунафициве? 16 ајати. Овие бе што кажете околу својствата и последниве околу 4 ајати зборуваат за примерите. После ове 21-виот ајет почвит со првата наредба што ја дојдена во Аллаховата книга. Иншалла ќе го оставиме за следното дружење. Го моля на возвишениот Аллах Азза ва Джелле да ни уцврси на правиот пат. Го моля на Аллах Азза ва Джелле да ни сочува од својствата на лицемерите и го моля на Аллах Азза ва Джелле да ни го исправи потот на правиот менхедж на Кур'ан и Суннет и го моля на Аллах Азза ва Джелле да ни уцврси и да ни соедини во Дженнетул Фирдаус заедно со пратениците, искрените шехидите и со сите добри луѓе. Амин. Ва саллаллаху ва саллам ала набиина Мухаммед ва ала алихи ва сахбиhi аџмаин. Ва саламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатуh.